Лауреат за 2014 година на наградата за животно дело е музичкиот амбасадор на Кочани Стево Теодосиевски, на кого одборот за доделување награди и признанија денеска посткумно му ја додели. Заслугите на Теодосиевски се од исклучително значење, бидејќи целиот свој живот им го посвети на македонската и ромската музика, а заедно со Есма Реджепова ги афирмираа Кочани и Македонија ширум целата планета. Речиси нема настап или концерт каде што не освоиле награда или меѓународно признание. Освен тоа, Теодосиевски во својот работен век одиграл голема хуманитарна и предсачовечна улога, воспитувајќи и музички наобразувајќи многу музички таленти од Кочани и пошироко. Еден од продолжувачите на неговото дело е кочанскиот виртуоз на хармоника, аранжер и композитор Сашко Велков. Наградата за значајни остварувања за развојот на општина Кочани ја понесе женскиот фудбалски клуб Кочани, кој годинава освојувач на двојната круна во женскиот фудбал во државата и учесник во Лигата на шампионите. Еве што веднаш по состанокот на одборот за телевизија Кочани изјави претседателката Илинка Атанасова. За првата награда имаме добиено 2 предлога, и тоа и двата предлога се однесуваа за истата личност, и Стево Теодосиевски е добитник на наградата за животно дело за 2014 година, додека за втората награда на општина Кочани има доставено 9 различни предлози, од кои што после дискусијата и дебатата меѓу членовите се одлучи оваа година за прва награда да добие женскиот фудбалски клуб Кочани од Кочани. Наградите ќе бидат доделени на свечената седница која што ќе се одржи на 12 јули по повод празникот Петровден. Одборот го поддржа и предлогот да му се додели посебна благодарница на Милан Гошев, кој пред повеќе од една година ја покажа својата хуманост и храброст, учествувајќи во спасувањето на повредените во несреќата која се случи на патот од Оризари кон манастирот Добра вода, кога се преврте трактор со 10 деца во приколката.